ви посакувам среќна нова година со желби за здравје и успех во 2018-та. Војно ви благодарам на присуството со што ја спорадите ова наша мала свеченост на која ќе промовираме годишната ревија на Настани, со што го заокружуваме одбележувањето на 11 годишнина по почнувањето со работа на првиот информативен портал во нашата земја. 2017 беше турбулентна година, во неја влеговме постизборно со главна политичка криза и поделена општество состојба која што не следеше во текот на целата година. Политиката целосно не контаминирана, влегувајќи во секоја пора од живењето. Речи си се што се случуваше во годината што измина беше во сенката на политичките настани, кои кулминираа со немилите случувања на 27 април. Како и на централно, така и на локално ниво пред крајот на минатата година дојде до промена на власта, а резултатите се разбира се дека очекуваме и медиумски ќе ги следиме и обсервираме оваа година. Почитувани, медиумите се одраз на состојбата во општеството, како општество, така и медиуми. Номинацијата бе одавна е стабено, квалитетот на информациите кои се пласираат во морето вести крајно сумнителен и обтоварен со сензационализам, непрофесионализам, необјективност, сериозност и автоцензура. Во една таква состојба, Охрид вистината се труди да обстои на терените кои цврсто ги постави пред 11 години, да биде деконтаминирана зона каде ќе се пласираат проверени информации, да остане оригинален и препознатлив и да работи во интерес на објективно информирање на граѓаните. Во годината што измина објавивме на 10.000 информации во најголем дел авторски вести на професионалниот новинарски екип на порталот. Во годишната ревија на Настани оставуваме простор за позначајните случувања што ја обележала 2017-та. Подсетуваме и подаваме признание на успешните приказни личности и организации кои оставија белег во годината што измина, затоа што сакаме да сме позитивни и со таква енергија да продолжиме заедно патот по успехот. Секој во својата област, истите заедно за нашиот Охрид, затоа што овој град тоа го заслужува и има и луѓе, и колективи, и капацитет да биде подобро место за живење. Одговорноста за тоа е на сите нас. Ви благодарам. Добро вечер, малку кој настан во 2017 година привлече толкова внимание и предизвика силни емоции од гостувањето во Охрид на храбриот борец за правата на лицата со ретки болести Јане Мелковски. Понесени од силниот ентузијазам и позитивна енергија кај малиот Јане, неколку хумани активисти со подршка на градот, хуманитарни организации, медиуми, компании и поединци инициираа одржување на настанот Сите играме за Јане, од кој беше упатена силна порака на лицата со ретки болести, да им се обезбеди соодветна терапија за да можат да живеат. И Охрид успеа во тоа. Ехото од настанот што се одржа на 10 декември во спортската сала Билјани Извори беше толку силно што стигна и до државниот врв, кој вчера на Јане увети дека ќе му обезбеди потребниот лек за живот. Хуман настан на годината во Охрид за 2017 година е хуманитарниот хепенинг Сите играме за Јане. Благодарност на хуманите активисти Гордана Волеска, Ивана Маховска-Шикалеска, Латко Стојковски, Наум Јакуловски и фудбалската школа Топ Тим, Општина Охрид и другите помагатели, ракометните ветеранки, РК Лихнит, клубот Лихнитос, на медиумите и секако на активистите на Сдруженијето Живо со предизвици за организацијата и помошта во реализацијата на овој настан. Ги повикува на хуманите активисти и иницијатори за организација на овој настан да го примат признанието за хуман настан на годината. Вчерашната вест за ставањето на лекот Спинраза, најверојатно во регистарот на лековите за ретки болести во Република Македонија, одекна низ сите медиуми и не направи премногу стрикни и премногу горди. Ние бевме само едно мало делче што помогна на семејството на Јане
Меѓутоа и на другите речиња со ретки болести, особено со семја, спинална мускулна дистрофија, да го наскоро да го добијат лекот. Ви благодарам уште еднаш. Семејството на Јане и самиот Јане денес не може да бидат присутни на овој настан, меѓутоа Јане ќе ви се обрати со една видеопорака. Се надевам дека и оваа година ќе направите уште настани за поддршка за лицата со ретки болести. Среќна нова година! Тоа беше пораката на храбриот Јане, кој заслужува честитка за неговата борба и за се она што го покажува, и мислам дека е вистински пример и за нас како здрастите како треба човек да се бори во животот. Нешто ново и необично, а светско во Охрид донесе првото издание на атлетскиот митинг Охрид трчат, кој го организираше Асоциацијата за спортови спорт за сите за спорт. Настанот во кој беа вклучени деца и ученици од сите средни училишта траеше 3 дена, а финишираше со главните трки на кои учествуваа 500 надпреварувачи. Спортски настан во Охрид за 2017 година Охрид трчат. Погадно представник на Асоциацијата на спортови спорт за сите за спорта во признанието. Добре вечер на сите. Јоне Доне, од Доне, ќе ве замолам да дојдете до мене. Јас не сум самиот од Охрид трча. Спремен е за политичар. Рано го не го даваме. Само лоша комбинација е ова. Благодарам, Горан. Горан, како што напомена, минатата година беше многу турбулентна и ние тројцата одлучивме во турбулентна година да започнеме една нова спортска традиција со целиот ризик кој што не можеше да го имаме. За среќа имавме фантастичен спортски настан кој што понуди нешто ново за Охрид. Новото во Охрид ние го сакаме 365 дена. Тука е градоначалникот и јас верувам дека тоа за многу брзо ќе го возможиме. Значи нов Охрид, секој ден да имаме спорт, дружење, афирмација на градот. Би се да благодарам на сите поддржувачи, почнувајќи од Охрид Ньюс, на медиумите, институциите, на сите компании кои што ни помогнаа. И на крај би сакал да цитирам изјава на Кате Бујаровска-Ангелевска, мојата и од Јоне колешка и колешката во асоциација. Има олку позитивни луѓе со позитивна енергија во Охрид никогаш не сум видела. Охрид не само знаат да трчат, Охрид и може и морат. Ви благодарам. Ќе си земам направо и јас да ве поздравам и една огромна благодарност до Охрид Ньюс, особено до Горан и до Михаил. Не за наградава и за ова признание, бидејќи знаете дека ќе го добиеме. Значи, благодарност е посебно за поддршката на Охрид трчат, бидејќи Охрид трчат немаше да е таков голем настан без поддршката од Охрид Ньюс и останатите медиуми кои што беа медиумски покровители на тој настан. И немаше да биде она големото Охридско Т на крајот од Охрид трчат, немаше да е толку големо и да одекне толку гласно низ цела Македонија и пошироко ако не беше нивната поддршка и нивната доверба која што после првиот состанок ни ја доведија целата логистика на Охрид Ньюс и она што беше Охрид трчат и она што го идни на уште повеќе планираме да го правиме Охрид трчат со она Т да стане се поголемо и имаат заслуга како Охрид Ньюс и останатите поддржувачи. Така што благодарност оди за Охрид Ньюс за поддршката и нормално сите останати поддржувачи. И ве уверуваме и ви даваме вака едно јавно ветување дека Охрид трчат ќе оправиме светска манифестација во која ќе се одржува во Охрид. Ви благодарам за сите.
Благодарам уште еднаш до Охрид Нјус и до сите подржувачи на Охрид трчат. Јас нема да зборувам нешто многу бијута. Од името на асоцијација ќе заблагодарам на сите подржувачи и оваа 2018 година покрај тоа што Охрид трчат ќе го има пак и ќе остане традиционално. Асоцијацијата на спортот и спорт за сите спорт најавувам уште еден голем настан кој што ќе се случи во крајот на можеби летото, почетокот на есента. Меѓутоа да најавам што ќе се случи, меѓутоа уште еден голем спортски настан на асоцијацијата на спортови го најавувам. Значи не го остане меѓутоа очекувајте уште еден голем настан. Значи година повторно да се видиме. Деценија и пол представува партнер од доверба на Охрид. Иностранците туроператори, деловите сработници и гости придонесувајќи за развој на туризмот во Охрид. Агенцијата Испој, која изминатата година одбележа 15 години од основањето, е туристичка приказна на годината. Поканувам представник на туристичката агенција Испој да го прими признанието. Вака не исполнет подривно се. Има тежина. Сакам да се заблагодарам ова е едно од подрагите признанија кои ги добиваме и е потврда за нашата работа не само во Охрид, него и во Македонија. Сакам да се заблагодарам на сите охриѓани, на нашите партнери, корпоративни физички лица кои ни ја даваат поддршката во сите овие изминати години и се надевам дека година ќе продолжиме да соработуваме со сите нив. Ви благодарам многу. Среќна нова година! Уште еднаш и отвориме. Традицијата и квалитетот се синоним за успешност. Притоа по тоа се негова и надградува 7 деценија за секоја почит. Формиран во 1947 година, Даре Пловдив представува една од најстарите и најреномирани компании за превоз на патници во земјава. Оваа компанија е еден од најпрепознатливите охридски брендови. Со 150 работени, 100 возила и линии кои ги одржува со децении во земјата и странство, Даре денес е неприкосновен лидер во автотранспортната дејност во Републиката. Признание за 70 годишната успешна работа му се доделува на најпрепознатливиот транспортен бренд кај нас АД Гален. Го поканувам генералниот директор господин Ѓурѓо Василевски Ставичко да го прими признанието. Па сега вака Горан све кажа за Гален, кажа за нашата 70 годишно постојање. Годинава поманавме се, во 2018 ќе славиме 70 години, ако е 71 ќе се во 2018. Јас сакам да сите да ви поздравам среќна нова година, добро здравје, успех, среќа и нарочно на градоначалникот Господа му поможи со нас сите заедно. Хвала Богу. Почитувани ви благодарам на трпението што малку се одржува наш почетен и официјален дел. Нема повеќе мени да ве заборуваме со говоранци и зборувања. Сакам уште на крајот да се заблагодарам до сите наши помагатели, сите оние кои ја помогнаа приказната до Охрид Нјус през минатите 11 години да биде успешна и ветувам дека и понатаму ќе продолжиме да работиме
онака како што да го правиме во изминатите години. Посебна благодарност сакам да искажам во компанијата АСП Пак за поддршката на овој вечерашен настан, како и на зимската бања и се разбира и на останатите помагатели. Благодарност на сите вас кои сте вечерва тука, на локалната самоуправа, на началникот и представниците на Советот, нашите деловни партнери, се разбира пријателите и на крај остава моето семејство кое има живци нерви и трпение, се разбира да не издържи со сите овие отрски 11 години и морам да ги разочарам дека ќе продолжам со исто темпо и понатаму. И благодарам, живејте!